враќаме со Политикрон. Веќе спомнавме во нашите претходни дружења дека формата на политичка организација и типот на авторитет на водачот се многу важни во одредување на сето она што ни се случува, сето она што не задесува, што често пати може да биде на граница на екзистенцијална трагедија, како што е нашиот случај во последниве неколку години, и дека е многу важно во потрагата по диагнозата да се вратиме токму на тие теоретски корени, како на организацијата, така и на односот меѓу водачот, меѓу тој тесен круг на соработници околу него, на следбениците и на сите оние кои што го творат тој историски момент. Рекол дека тука постојат во основа харизматични водачи и партии кои што се собрани, или организации, револуционерни групи, келии, кои што се собрани околу него. И тоа е сето, тие го одбележуваат сиот оној период на големи револуции таму од средината на 19-тиот век, па скоро до ден денес има некои елементи на харизма и во Occupy Wall Street, и во Me Too Movement, и во Make America Great Again, и во арапската пролет, и во разни студентски движења, и во разни еколошки протести. Може да се најдат колку да е тоа веќе разводнето, колку да има разни leaderless resistance движења, без некој јасен водач, каде што некој колектив веќе превзема одговорноста, можеме да го видиме во разни конкретни случаи со арапската пролет, каде што харизмата се сведе на мачеништво, било да се работеше за оној чистач во Тунис кој што се самозапали, било да се работеше за информатичарот во Египет кој што беше измачуван од полицијата. Тие стана символи, но никако никој од тие луѓе не беа водачи. Водачите беа разни професионалци кои постепено се катапултира во мејнстрим политиката. Слично можеме да видиме во сите овие масовни движења кои што го заплиснаа северноамериканскиот континент во последниве 2 децении и кои што се сепак дел од онаа структура која што конкретно политички може да се препознае преку двете водечки партии, или јас би ги нарекол коалиции на разни групи, движења, организации, полови, два пола, републикански и демократски пол, но зад кои што стојат јасно изразени конкретни тенденции, конкретни каузи, ајде да ги наречеме, на многу широки движења, веќе ги спомнавме, било да се работи за Occupy Wall Street, we are 99%, било да се работи за Minutemen, за Make America Great Again, зад кои што можат да се препознаат тимови на успешни професионални експерти, или она што веќе повикувајќи се на Макс Вебер во минатите епизоди го препознавме како преотот, вториот кон третиот модел, значи моделот на рационално легален тип на авторитет. Тие денес се групи кои што постојат како во протестот, така во мејнстрим политиката, во било која развиена земја, од Вашингтон до Пекинг, многу лесно ние ќе ги препознаеме и ќе видиме дека овде полека и Линколн, и Мао, и Сталин, и Дегол го отстапуваат местото токму на тој политички менеджер, човекот кој што успешно го менеджира својот тим, каде што има луѓе кои што имаат конкретен одговор на конкретниот проблем. Еден од обновителите на италијанската политичка мисла, политичка наука во периодот по Втората светска војна, Анджело Панебјанко, човек кој што основа цела низа на катедри за политички науки во некои од најстарите европски универзитети, од тип на Болоња, например, е човек кој што ги обновува овие изворни теории на Вебер, создавајќи сега една нова квалитетна синтеза во смисла како сега тие типови на авторитети, традиционален, харизматичен и рационален би можеле да ги преведеме, символички речено, на конкретни партии. Односно, како една партија во европски контекст би можела да се објасни преку овие типови. Тој заклучува дека чистите типови, било традиционален, харизматичен или рационален, се многу ретки. И тука мора да бараме разни, например, модели, хибридни тој ги нарекува, во кој што, например, таа чиста харизма, кој што би можеле кај Гарибалди, кај Че Гевара, па и кај Бин Ладен да ја најдеме, тешко дека денес може да опстои подолго време во една политичка партија во мирнодопска земја, каде што сепак постои таа парламентарна процедура, тие изборни циклуси и конкретниот однос на водачот кон електоратот и кон власта.
И затоа тој тука наоѓа разни форми во кои што харизматичниот водач зема елементи од традиционалниот легитимитет, обраќајќи се кон историјата, обраќајќи се кон семејството, например, како некој символичен патер фамилијас, често пати обкружувајќи се со блиски луѓе, создавајќи некои нездрави модели на клиентелизам, на султанизам, но од друга страна и создавајќи на еден бран на постојано обновување на енергијата, нови витални сили, нови витални бранови, и кои што честопати кулминираат со оној процес на наследување, било на лидерот, било на функцијата, било на внатрешните структури. И тие модели, Панебјанко ги објаснува како нужност да се продолжи токму таа мисија на партијата. Често пати гледаме како водачот назначува друг водач, или пак во самата структура се наследува функцијата, па е сосем друг некој. Ние може и овде да го видиме во партиите, како имаме силна функција на партиски лидер, а човек кој што може би бил и ривал на претходниот лидер го наследува него. Процес кој што Панебјанко го нарекува рутинизација на политичката харизма, каде што харизмата станува една врста на рутина. Но, како што постои ова хибридизација и овие, да ги наречеме, не чисти модели, туку модели кои што позаимуваат од разни чисти типови на авторитет, традиционален, харизматичен, така постои овој трет модел, рационално легитимен, рационално легален, кој што овде сега влегува во игра, и така да имаме, например, во случајот со Шарл де Гол, една многу сложена ситуација. Тој тука има една сложена коалиција во која што има представници на католички традиционалисти кои што дефинитивно имаат еден модел, например, на лојалност кон кралот кој што е детронизиран, например, кон бурбоните кои што постојат само како една врста на фикција. Тие имаат некој свој претендент на престолот, ми се чини Луј 20, грофот од Париса моментално, но кој што е апсолутно небитен за конкретната политичка структура, но тие се дел од таа коалиција. Тој самиот е харизматичен генерал-ослободител на земјата, си има своји соработници, токму такви воени лица, значи тој харизматичен дел, ајде да го наречеме воено-харизматичен, има елементи каде што ги назначува своите наследници, значи ја рутинизира својата харизма, таа партија и денес постои, дури ќе даде ликови од тип на Саркози, например, кој што де Гол можеби би се превртел во гробот, кога би знаел што се изникнало, но функцијата како функција, кога е харизматизирана и рутизирана, навистина се може да даде. Како што и од врвен крал може престолонаследник дегенеризиран да се роди. Така и овде во овие републикански квазимонархистички форми на партии. Но, она што е интересно, тој паралелно со ова е прв европски лидер кој што сега создава тим на експерти. И тука може да се најдат, например, луѓе од најразни делови на тој политички спектар, па има, например, антикомунисти од тип на Раймон Арон, има луѓе кои што биле дел од движењето на отпорот, силно прокомунистичко во Втората светска војна, но има и луѓе кои што и тогаш во 60-тите години покажувале отворени симпатии кон советскиот систем. На крајот на краиштата самиот де Гол ќе појде во Советскиот сојуз и ќе викне силно да живее Русија, исто како што во Монтреал ќе ја предизвика англосферата со познатата реченица да живее слободен Квебек. Тоа е комбинацијата на тие три: рационалното, харизматичното и традиционалното. Но проблемот на Источна Европа беше што харизматичното потполно го потисна традиционалното, затоа што марксистите гледаа во подоброто утре, а се свртија со грб кон традицијата и кон сето она што било вчера. Немаше вчера кај нив, а Макс Вебер токму традицијата ја дефинира како некој вечно вчера, некоја вечна загледаност кон вчера. Тоа се монархиите, тоа е папата, нели, сите тие црковни редови. Оној момент кога се загледуваме кон утре, ние од една страна сме слепи за традицијата, но од друга страна не сме отворени кон рационалното. Невладиниот сектор сето ова го искористи во судбоносните 90-ти и се наметна на начин кој што партиите не можеа да го сватат. Речникот,
на невладиниот сектор е чисто експертски и во многу нешта подсетува на речникот со кој што се соочуваме во време на кризата со короната. Нека зборува струката, нека зборува политикологот, нека зборува комуникологот, нека зборува експертот за медиуми, нека зборува стручњакот за однос со јавноста, нека зборува експертот за дипломатија, за меѓународни односи, меѓународно право, меѓународна политика, нека зборува експертот за безбедност. И сите тие експерти сега се појавија со оној авторитет кој што му недостасува на било кој харизматичен водач. Кога би дошол војвода над војводи, тука би паднал зашто тие со нивниот експертски авторитет, со сите нивни дипломи, PhD до PhD, едноставно би го делегитимизирале. И мечкин камен тука паѓа пред институтот за било какво општество. Тоа е трагедијата на транзицијските општества во оваа бесконечна транзиција на која не се гледа крај. Зошто? Затоа што не беше сватено дека овде се работи за политички организации, а никако за неутрални беневолентни експерти. Кога ние се соочуваме со Институтот за отворено општество, ние не се соочуваме со некој тукашен институт, тип на Институт за национална историја, дефинитивно не се соочуваме со некој, например, нов универзитет приватен, било каков, од тип на фон на европски. Овде ние се соочуваме со политичка организација, да, со партија, со тип на партија која што е десетици генерации понапредна, поавангардна, временски посупериорна од било која револуционерна организација од 19 век, од Гарибалди до Тморо и од било која класична политичка партија од 20 век се викала таа комунистичка, либерална, па дури демохристијанска и социјалдемократска, например, од Сојузна република Германија. Овие модели се авангардни токму поради тоа што времето денес е прилагодено кон тие нови модели. И партијата, не можејќи да влезе во тој рационално легален момент, во тој елемент на историјата, исто како што оние полуфеудални структури на кралевите од 19 век, на султанските режими не можеле да влезат во револуционерните мозоци на новите авангардни водачи, харизматични во тоа време, и губеле. Така и овде харизмата губи, се повлекува пред рационалното. Невладината организација е токму таа нова партија, без оглед како ќе се представи. Ова одлично се сваќа во Северна Америка. Одлично се сваќа дека една Heritage Foundation не е никаков think tank сам по себе, туку е во служба, например, на конкретната администрација на Трамп и во служба на неговото крило на Републиканската партија. На сличен начин постојат десетици фондации, како во САД, кои што се дел од тие сложени коалиции, кои што ние ги препознаваме само преку партиите, а замижуваме пред се друго, замижуваме пред феноменот на овие големи социјални движења, Occupy Wall Street, Make America Great Again, и замижуваме во голема мерка пред think tankovите, кои што се токму тие тимови на експерти, тие трастови на мозоци, кои што Рузвелт првки ги донесе, големиот Рузвелт, победникот во Втората светска војна, легендата на американската политика, еден од тројцата големи со Черчил и Сталин победници. Од такви луѓе вреди да се учи. Значи, ако тој ги воведува тие трастови на мозоци, ако подоцна тие ќе еволуираат во think tankoви, ќе еволуираат во разните денешни тела, кои што тимови на експерти, колегијални и со јасна поделба на улоги, кои што ја менаџираат кризата. Често пати ние ќе чуеме денес токму нашите невладини луѓе спонзори кои што постојано ни солат памет, не учат како да ги уредиме нашите односи, да се менаџира кризата. А тие се тие што ја менаџираат, затоа што ние не се потрудивме во овие децении да создадеме нешто слично. Останавме на нивото на политичката партија во харизматичната форма. Онаа форма од 20 век, иако веќе ја живееме втората четвртина на 21 век. И уште не можеме да влеземе во тој рационално легален модел, значи моделот на невладината организација како дел од политичката игра. Оној момент кога представникот на отвореното општество или на било која невладина организација ќе застане како независен експерт, ние сме должни да го предизвикаме токму со политичкиот говор, со политичката терминологија, поставувајќи го него на место на еден од актерите на политичката сцена. Кога еден човек со врвно образование
би гостувал во една емисија. Со самото тоа што е член, например, на раководството на една политичка партија, која има некој багаж зад себе, например, предаство на националните интереси, тој во старт би бил дезавуиран од јавното мнение. А овде ние дозволуваме разни експерти, разни реално политички менаџери или калфи на реалните политички менаџери да се појават како такви експерти, како такви арбитри и да ни го дадат судот, да пресудат кој е во право, кој не, со авторитетот на екзактноста на исто оној начин, како што не се расправаме со лекарот кога ќе ни ја даде дијагнозата, туку ја прифаќаме. Значи, го прифаќаме мнението на професионалец. Не се расправаме со мајсторот за автомобил, со автомеханичарот, не се расправаме со ѕидарот, например. Тој си го знае занаетот. Но овде не се работи за занает. Овде се работи за уште еден политички играч, исто како оној кој што доаѓа од раководството на таа политичка партија кој што си го има багажа. Зошто? Ние имаме проблем овој невладин сектор да го доживееме во таа политичка форма и да сватиме дека се работи за успешни продукти на еден политички менеджмент кој што трае веќе со неколку децении. Токму поради недостатокот од оваа позадина, значи недостатокот на ова знаење, на веќе споменатите Вебер, па не Бјанко, и на класификацијата на партиите, на нивниот тот, на нивната еволуција, на односот кон епохата, значи кон харизмата, кон револуцијата, кон мејнстримот и кон современото технократско-менаџерско доба, без оглед што мислеле за него. Ако денес сите тие главни центри на политичкото одлучување, од Вашингтон преку Лондон, Париз, Берлин, Москва до Пекинг, Њу Делхи, играат на оваа карта, тоа значи дека навистина ние имаме еден премин од харизматското кон легалното. Харизматското се повлекува, не е сосем повлечено секогаш, народот има потреба од водачи. Но тие водачи, без оваа менаџеризација, би биле немочни да решат било што. Токму трагичната судбина на Муамер ел Гадафи, на Садам Хусеин па и на Башар ел Асад е доволен доказ како харизмата се повлекува и паѓа пред рационалната стратегија на тимот на експерти. Токму поради ова, нам не ни останува ништо друго, туку да седнеме да ги засукаме ракавите, да ја проучиме оваа литература и да сватиме на кој начин можеме да одговориме на оние рационално легални политички партии кои што нам ни се представуваат како невладини организации, како беневолентни експерти, како една врста на политички доктори кои што ни го нудат стручното решение, стручниот рецепт, а всушност се само дел од играчите во тој голем надпревар. На нас е да го дадеме рационално легалниот одговор. Во тоа име и со тоа надеж, јас ве поздравувам.